Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада, а во нив ќе гледате. За убиството на 16-годишникот кој вчера беше пронајден починат во реката Пена во местноста Бањиче се сомничи 17-годишна девојка. Пуштена во употреба реконструираната улица Кузман Јосифовски Питу во Тетово. Полицијата по претходна пријава открила лице кое со камион за чистење отпадни води и фекалии вршело празнење на резервоари во заштитена зона во Јагуновце. За убиство на 16-годишникот кој вчера беше пронајден починат во реката Пена во местноста Бањиче се сомничи 17-годишна девојка. Таа е спроведена во Скопскиот затвор за издржување на мерката 30-дневен притвор. 17-годишна девојка од Тетовско Рогле осомничена за убиство на 16-годишникот од Новосело, кој вчера беше пронајден починат во водите на реката Пена во местноста Бањиче во Тетово. Според информациите од обвинителството, по вербална расправија со тврд предмет го удрила по главата пошто го турнала во водата. Осомничената 17-годишна девојка со умисла лишила од живот дете на возраст од 16 години. По вербална расправија во автомобил кај местото викано Бањиче, таа со остар предмет го удрила оштетениот во главата неколку пати, нанесувајќи му тешки телесни повреди опасни по живот. Потоа го турнала во реката Пена, а лицето било пронајдено починато по течението на реката. На разговор во врска со случајот е повикан уште еден малолетник кој е пуштен, додека на осомничената е одреден 30-дневен притвор. Во текот на вчерашниот ден во СВР Тетово беше повикано малолетничка од 17 годишна возраст, која што во текот на службениот разговор призна дека е извршител на ова кривично дело. Исто така, во присуство на социјален работник, медицинско лице, извршен е службен разговор и со друг малолетник, кој што по завршување на разговорот бил пуштен од просторите на СВР Тетово, додека лицето, односно малолетничката, била задржана, при што со соодветен поднесок во претhodна поставка при Основен суд Тетово, на истата му е определен мерка притвор во рок од 30 дена. Малолетничката била спроведена во казнено-поправната установа затвор Скопје. Градоначалникот на општина Тетово Билјал Касами денеска изврши увид на реконструираната улица Кузман Јосифовски Питу во Тетово. Улицата е обновена со нов асфалт, хоризонтална и вертикална сигнализација во должина од 1 километар, истакна општинските власти. Нов лик доби улицата Кузман Јосифовски Питу во Тетово. Истата е реконструирана почнувајќи од населбата Саат Мало, па се до мостот во Горна Чаршија, во вкупна должина од 1 километар. Денеска увид на реконструираната улица изврши градоначалникот Билјал Касами, кој истакна дека улицата е обновена со нов асфалт, хоризонтална и вертикална сигнализација. Ние, како што може да гледате, денеска продолжуваме со промовирање на уште една капитална инвестиција на општина Тетово со асфалтирање на овој сегмент на патот во центарот на Тетово од повеќе од 5000 метри квадратни. Ние на тетовчани, на нашите сограѓани им даваме уште еден пат кој ќе може да го користат. Ова е најдобар начин да ги пречекаме нашите луѓе кои доаѓаат од надвор, за да и тие гледат дека на Тетово веќе се работи, се инвестира и веќе полека градот го менува ликот, градот станува да еден европски град како што сите го сакаме. Со овој пат е инвестирано значи во асфалтирање на патот, во хоризонтална сигнализација, како и во регулирање на режимот на движење, со што цениме дека овој пат ќе биде пофункционален и ќе биде во служба на сите граѓани.
Градоначалникот Касами и за идната година најави подобрување на патната инфраструктура во Тетово. И после Нова година ќе продолжиме со истото темпо да инвестираме во подобрување на патната инфраструктура, се со цел Тетово да биде град каде ќе има подобри услови за живење, град без значи улици со дупки, град со инфраструктура која сите граѓани на Тетово вредат да живеат. Покрај улицата Кузман Јосифовски Питу, обновен е и делот на улицата Тодор Циповски Мерџан во Тетово, кој што води директно кон центарот на Тетово. Од Регулаторната комисија за енергетика и национални енергетски ресурси ги поканија сите заинтересирани трговци од 1 јануари 2023 година со либерализирањето на пазарот да се вклучат во снабдувањето на земјата со природен газ. Со овие документи пазарот на природен газ уште повеќе ќе се либерализира и ќе се даде можност да доаѓа природен газ и од други добавувачи кои што ќе ја зголемат конкуренцијата на нашиот пазар за природен газ. Значи, овие документи во средата се доставени во Регулаторната комисија за енергетика со цел да бидат информирани сите заинтересирани страни, и потрошувачите, и трговците, и снабдувачите со природен газ. Ја организираме оваа јавна расправа на која што сите забелешки кои што ги имаат да бидат изнесени со една единствена цел: овој процес да заврши како што треба, да се зголеми конкуренцијата на пазарот на природен газ и во крајна линија тоа да овозможи и намалување на трошоците и на цените на пазарот за природен газ до крајните потрошувачи. Во целиот овој процес имавме сериозна поддршка од Европската комисија, од секретаријатот на енергетската заедница, од кој што добивме и допис дека апсолутно го поддржува овој процес, и се разбира нашите пријатели од Соединетите Американски држави, чии што експерти преку USAID ги изготвија сите овие подзаконски акти за ГАМА и за МЕР, и кои што се денеска на разгледување. Значи, сите добронамерни забелешки ќе бидат прифатени доколку постојат одредени ризици за трговците и снабдувачите со природен газ, тие ќе бидат отстранети, се со единствена цел пазарот на природен газ од 1 јануари да продолжи да функционира со зголемена конкуренција во интерес на потрошувачите. Загадувањето на воздухот во овој период најмногу се должи на затоплувањето во домаќинствата. Од Инспекторатот за животна средина информираат и дека добиле представки од граѓани дека одреден број домаќинства за грејење користеле недозволиви материјали. Инспекторатот без судска наредба не може да превземе мерки во таквите домаќинства, но апелира да се користат материјали кои не се опасни за животната средина. Ние во неколку наврати укажавме на граѓаните и студиите покажаа дека загадувањето доаѓа, претежно загадувањето доаѓа од горењето во грејењето во домаќинствата. Имавме поеќе представки од граѓани кои што укажуваат на одредени граѓани дека користат недозволени средства за затоплување, но ние како државен инспекторат немаме надлежност да влеземе во нивните куќи без судска наредба или одлука. Така да цело време апелираме до граѓаните да користат такви извори за грејење кои што не ја загадуваат животната средина, да се избегнува пластика, гума, дрво кое што е од индустријата за производство на мебел и така натаму. Останува на тоа да апелираме, инаку онаму каде што ќе видиме дека има натрупување на отпад во дворовите, ние тука излегуваме и пишуваме санкции. Само во претходните 3-4 месеци мислам дека имаме санкционирано околу 4-5 физички лица со глоба од 250 евра, кои што ја платија во рок од 8 дена, таа е 125 евра, така да тоа останува и се задолжени да ги очистат површините каде што складирале отпад.
Полицијата по претходна пријава открила лице кое со камион за чистење отпадни води и фекалии вршело празнење на резервоари во заштитена зона во Јагуновце. Во продолжение слушнете ги информациите од билтенот на СВР Тетово. Вчера во 12 часот и 50 минути полициски службеници од полициското оделение Јагуновце по претходно добиена пријава излегле на лице место на местото викано Калиште во атар на Тетовско Јагуновце, место каде што порано од страна на поранешниот Југохром бил фрлан отпаден материјал од оваа фабрика, а кое со решение од Министерството за животна средина било затворено и прогласено за заштитна животна средина, при што е констатирано дека лицето 57 годишник од Скопје со специјално товарно возило за чистење на отпадни води и фекалии со скопски регистарски таблици, собственост на правно лице од Скопје, вршело празнење на резервоари од поранешната фабрика Југохром. Известени се Министерството за животна средина и локалната самоуправа од општина Јагуновце и се работи на расчистување на случајот. Вчера во 14 часот и 55 минути во СВР Тетово од клиничка болница Тетово било пријавено дека кај нив со повреди од остар предмет бил донесен 55 годишникот село Долно Палчиште Тетовско. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера пак во 17 часот и 30 минути полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 34 годишникот Тетовски Пирок, затоа што околу 13 часот и 25 минути физички нападнал едно лице од Тетово. Според пријавеното, при нападот тој употребил и дрвен предмет. При тоа кај него бил пронајден и одземен дрвениот предмет, како и метален боксирач. Тој бил задржан во полициската станица и по документирање на случајот против него ќе следува соодветен поднесок. Вчера пак во 21 часот и 30 минути на улица 176 во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 22 годишник и 29 годишник двајцата од Тетово, затоа што во возилото Опел со тетовски регистарски ознаки, во кое биле пронајдени остатоци од марихуана. Во исто време од слобода бил лишен и 30 годишникот Тетово, кој излегол од друго возило и ги попречувал полициските службеници да предземаат службени дејствија. Исто така и кај него била пронајдена марихуана. Лицата биле задржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави. Вчера во 21 часот и 40 минути на улица Тодор Циповски Мерџан во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода две лица, двајцата од Тетовско Слатино, затоа што кај нив била пронајдена марихуана. На истото место при преземањето мерки во 21 часот и 55 минути од слобода бил лишен и 30 годишникот Тетово, затоа што физички нападнал полициски службеник. При тоа кај него бил пронајден и нож. Лицата биле задржани во полициска станица и по целосно документирање на случајот против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави. Ноќеска 10 минути после полноќ на автопатот Тетово-Скопје кај излезот за Тетовско Желино, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода две лица од Тетово и едно лице од Тетовско Мирово, затоа што во возилото Volkswagen Golf во кое се превезувале биле пронајдени остатоци од кокаин. Лицата биле задржани во полициска станица и по документирање на случајот против нив ќе следува соодветен поднесок. Вчера во 11 часот и 45 минути во полициската станица Гостивар било пријавено дека на регионалниот пат Гостивар село Градец, кај село Дебреша, патничко моторно возило Опел со гостиварски регистарски ознаки, управувано од 85 годишникот село Дебреша, удрило во 68 годишен пешак од село Дебреша. Во несреќата, пешакот се здобил со тешки телесни повреди констатирани во општата болница во Гостивар. Извршен бил увид од јавен обвинител и увидна екипа од полициската станица Гостивар. Вчера пак во 17 часот и 30 минути во оделението за внатрешни работи Гостивар, 30 годишникот Гостивар пријавил дека околу 16 часот и 30 минути неговиот малолетен внук на улица Гоце Делче во Гостивар бил физички нападнат од едно лице од Гостивар. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Честитка по повод католичкиот Божич до сите верници од католичка вероисповед, упати скопскиот бискуп и струмичко-скопски епарх Киро Стојанов. Од неговата полнота ние сите примивме благодат врз благодат, вели Иван Евангелист во прологот на своето Евангелие. Бог го создаде универзумот и целиот свет. Тој исто така го создаде човекот како свој пријател и му ја довери грижата за целиот свет и целото создание да управува со него мудро и праведно. Но човекот
не се однесува секогаш како оној кој верува дека Бог му е пријател, па затоа како разиграно дете се препушта на своите лудости, поради тоа го губи највредното нешто што го има, а тоа е пријателството со Господа Бога. Човекот едноставно дозволи да биде убеден од застрачувачката змија дека Бог не му е пријател, па се оддалечил од Бога и му се приклонил на овој искушувач на доеност, крев и зло. Најлошото во се што се случи е што после тоа човекот не знаел сам да ја поправи штетата и го изгубил ова големо богатство, пријателството со Бога. А кога по овој чин ги започнал своите историски заобиколувања, започнува и неговиот екзилски пат низ историјата. Тој пат е обележен со потоци крв и солзи уште од времето на Каин. Меѓутоа и покрај се, Бог останува верен на своите ветувања и неговата љубов трае вечно. Тој не го остави човекот, туку го следеше по тој пат на екзил да го бара и пронајде изгубениот човек. И кога се исполнило времето, тој се наведнува кон човекот, брза да го пречека за да го спаси и да му го врати првобитното достоинство што го изгубил. Уште повеќе, Бог зема човечка природа и станува човек во својот син Исус Христос, за да не облече со неговата божественост. Бог чудесно не создаде како своји пријатели, а уште повеќе чудесно не откупи. Ова е нашата среќа и нашата радост. Ова радост се манифестира во празнувањето на божикните празници. И додека сме срекни со чинот на Божјата љубов, во молитвите и мислите ги носиме нашите браќа и сестри кои ќе бидат во немир за време на овие празници поради воените настани, особено во Украина. Кога веќе самите не сме способни да направиме нешто за оваа земја, тогаш во нашите молитви да го молиме миротворецот Господ Бог да им даде мир. Посакувајќи ви мир, ви посакувам и честит празник, Рождество Христово и благословена нова година. Христос се роди. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!